2 дена до крајот на изборната кампања, политичарите во Штип на терен. Левица најави низа проекти за зајакнување на улогата на младите и подобрување на ноќниот живот во општината. Штип кога универзитетски град, стварно е срамота да има толку лош ноќен живот. Овде, мислам, млад човек буквално нема каде да излезе. Значи ние, ко прво немаме кино одамна, имаме мултимедијален центар што не го користиме, имаме еден прекрасен простор што е дом на млади, тој простор има преретка програма, дали еднаш во месецот, значи недоволен буџет и буквално младиот човек овде нема каде да се изрази. Значи ние прво мора да се најде модус Штип да добие кино, мора да го активираме мултимедијалниот центар и да се зголеми буџетот на дом на млади, значи да има редовна програма секој петок сабота, да биде како што беше порано еден вид расадник на креативниот талент на млади штипјани и да се врати младишкиот дух на овој град кој што беше порано. Од ВМРО ДПМН на средба со граѓаните порачаа дека на 15 октомври народот ќе знае да ја препознае разликата меѓу делата на ВМРО и ветувањата на владата на СДСМ. Оваа влада за 3 месеци го распродава тоа што е плод на 140-150 години борба и жртвувања. Оваа влада не исполнува ниту едно од економските ветувања. Нема најава за нови фабрики. Цената на платите паѓаат платите. Исто така нема најава за нови вработувања, а не се зголемуваат ниту пензиите. Треба масовно да се излезе да се гласа и да се заокружи бројот 13. Тоа е сигурен избор и за Македонија, и за Штип, и за Источна Македонија. Оно што го сработивме предходните 4 години, 450 проекти, во секој населено место дадоа резултати. Граѓаните ги прифатија тие проекти, затоа што им решија нивни прашања, нивни проблеми и можеа подобро да живеат во нашиот град. Примитив дека расположението е огромно и дека поддршката ќе биде огромна на 15 октомври. Убеден сум дека, а и сега ги повикувам сите граѓани масовно да излезат, затоа што градот мора да го водат сериозни луѓе. Градот мора да го водат одговорни луѓе. Градот мора да го водат луѓе кои знаат како се работи. Ние како идни советници секојдневно се среќаваме со нашите поддржувачи, така и вечерва во централното градско подрачје ќе ја побараме поддршката, ќе ги повикаме сите граѓани на општина Штип да излезат на 15 октомври да го дадат гласот за ВМРО ДПМН, за советничката листа, за градоначалникот Илчо Захариев, за да продолжат проектите и делата. На пресконференција кандидатот Захариев најави воведување на јавен градски превоз. Општината ќе субвенционира 50% од автобуската карта. Заинтересирани компании имаме кои сакаат тоа да го направат, така да ќе се организира јавен градски превоз од 3 чешми секојдневно, од Чадаклија секојдневно, од населбата Старкар Орман, но ќе ја поврзаме и општина Карбици и Таринци секојдневен превоз. Потоа ќе ги поврзаме населбите Сењак, Баби, Дузлак, автокоманда со центарот на нашиот град. Во делот на Лакавичкиот регион до селата ќе се организира секојдневен превоз, а додека за општеполските села Врсаково, Кривидол ќе организираме за време на петочните денови во времето на викендот. Носителот на листа Јорданов зборуваше за проекти во образованието. Реконструкција на средното општинско училиште Коле Нехтенин. Доградба на основното училиште Славејко Арсов. Замена и реконструкција на прозори во основното училиште Тошо Арсов. Изградба на мала спортска сала во подрачното училиште Гоце Делчев во населбата Три Чешми. Адаптирање на магазинските простори во средното општинско училиште Коле Нехтенин, во училишен простор за потребите на средното општинско училиште Димитар Мирешиев. Изградба на нови и реконструкции на постоечките спортски терени во средните општински училишта Коле Нехтенин и Јане Сандански. Кандидатот за градоначалник на СДСМ Бочварски, заедно со лидерот на Обединети за Македонија, беше меѓу жителите на Железничка. Немаат доволно вода за пиење, односно немаат сите вода за пиење овде во оваа населба. Канализацијата е проблем, дел од уличното осветлување, ѓубрето, тоа што не се доволно чисти навремено. Имаме диви депонии и така натаму. Озеленување на оваа населба е исто така многу важно и пред се клучниот проблем вработувањето на луѓето, да си ги задржиме луѓето, младите овде во Штип. Повторно сум овде за да ги повикам моите браќа од ВМРО ДПМН, да ги повикам да гласаат за Бочварски како градоначалник, да гласаат затоа што тоа е многу важно во овие исклучително тешки моменти за Македонија. Не само Штип и целата држава треба да се издигне од пепелот кој го остави режимот на Груевски.
По ова следуваше пресконференција на СДСМ, која започна со прашањето што направи Захариев во 4-годишниот мандат. Ја деградираше целата локална администрација и сам со 4 послушници околу него владееше со градот. Се изработуваа детални урбанистички планови, исклучиво по нарачка на Захариев, а за потребите на урбаната мафија. Ја злоупотреби службената должност при издавање на акти на општината. Селективен однос кон компаниите, инвеститори и изведувачи, при што фаворизира неколку, а останатите брутално ги рекетира. За ова постојат изјави и сведоци, па МВР и судот ќе имаат полни раце работа и колекцијата на Захариев од 41 кривична пријава значително ќе му се зголеми. Фирмата што врши стручен надзор прави експертиза по нарачка на Захариев, а најдобриот негов другар од Делчево е одговорен инженер. Илчо ќе нарача, другарчето ќе испорача. За Илчо Захариев законите не важат. На ова писмено реагираше Захариев. Изработувањето на детални урбанистички планови се прави преку законска процедура, прво со расправа на седница на Комисија за урбанизам, а потоа на седница на Совет. За тоа постојат стручни служби во одделението и во секторот за урбанизам. Секој граѓанин во секое време може да направи увид во секој урбанистички план без никаква пречка. Што се однесува до вршење на надзор, до сега повеќе од 7 фирми учествувале во различни постапки и тоа не само од Штип, туку и од други градови во Македонија. На јавните конкурси кои ги спроведува општината може да се пријави било која фирма. Тоа го гарантира законот, а имајќи во предвид дека денес сите постапки се водат електронски, тоа може и да се провери. Општината има голем интерес за реализација на проекти да конкурираат што повеќе фирми, бидејќи при електронска аукција значително се намалува цената на чирење, што е во интерес на општината. На крајот само ќе кажам, може да поднесат уште 100 кривични пријави, но за жал тие нема да му донесат поголем рейтинг на младиот Бочварски. Напротив, тоа уште повеќе ги иритира граѓаните, кои јасно гледаат како власта се злоупотребува и тоа на само неколку дена пред изборите. Бочварски ја информираше јавноста за поднесување на нов закон за зеленило. Ова е многу важно за да и во секоја градежна парцела дојдеме до заштита на зеленило и да нема максимално искористување на парцелите со градежен објект. Така што оваа влада покажува уште еднаш како ќе работи и во иднина во интерес на граѓаните. Како локална самоуправа продолжуваме со мерки за враќање на парите на граѓаните веднаш после победата на овие локални избори. И сакам да кажам дека после намалувањето на водата од 10 за 10% и намалувањето на сметките за смет за уште 10%, ќе воведеме јавен градски превоз во нашиот град. Пред се зборувам за подалечните населби населени места како што се Три Чешми, Чердаклија, Караорман, Лакавица и останатите, се со цел да го лесниме животот на граѓаните. За пензионерите ќе обезбедиме еднаш неделно да посетуваат бесплатно одење на бања во Кежовица и со бесплатен превоз.